Здраво и добро дојдовте во уште една нова емисија, во уште еден нов серијал на E3S Family. Денеска го започнуваме, ајде да пробаме. Денеска со нас ќе биде Баже. Здраво. Заедно со Баже ќе ги пробаме бургерите и пицата од The Brothers. Останува да видиме што квалитет имаат, останува да видиме што ќе ни понудат и на крај најболи дегустатор ќе ме одлучи дали е добро или не е. Ајде. Седнавме и се сместивме удобно со Баже, го нарачавме специјалитетот на куќата. Ова е The Brothers бургер и сега ќе пробаме да видиме Нагласи што има. Има две јунешки плескавици по 200 грама, има марола, карамелизиран кромит, корнишони, ајдаме, димен кашкавал, димен свински врат, чедер кашкавал, The Brothers сос. Има ли нешто Како би одвишал? Значи нема нешто што ќе му фали на ова. Така, според тоа што е наговестено. Сега да пробаме. Ајде. Имаш чест да го поделиш. Дај ми ја шминка да пробаме. Ја почнам плескавицата. Шума е добро, не може да отворим ова. Ајде. Мене барам што ме дефилира. Прва работа, што е напишано тоа имаш. Да. Има многу места кај што сум бил. Пишано е нема, дава со лепчет и дава лепиќа. Пишано е карамелизиран кромит и дава поклонка. И Не е тоа. ситници, да. Ова шут е пишано. Да. Пошто бавам со ова доста време. Бев малку скептичен со смесата, ама дефинитивно една од подобрите. А што Баже вика? Со 15 години искуство Да. И повеќе. и што Баже работи како месар. Освен што работи месар, Баже е еден од првите што играле рагби во Македонија. Кажи ни Баже нешто повеќе околу тоа, што те натера да почнеш да играш рагби? Зашто играш рагби? Која е причината? А ја ќе јадам. Значи не беше никаков план за тоа. Почнавме буквално сосема случајно, не го памтиш ти, пошто ти играш со нас. Не го памтиш ти Стефан Борозан, еден од првите тренери на вашиот клуб Wild Bloods, да. Ја тоа недавно трчав во аеродром на Кейп. И они имаат таму тренинзи, кондициони. И буквално ме собра од трчање. Дојди, пробај, види, мислам дека ќе се свиѓа. Насвита ти требаш дефинитивно, ама или поентата ти да уживаш. И не ми издържав стварно првиот додир со целата игра, многу луѓе, многу добра енергија. Стварно беше супер. И буквално тој ден го засега. Спортот и еве до тој ден уште уште. Имаше спон, имаше падови, имаше многу луѓе се сменија, многу тренери, ама генерално стварно беше позитивна енергија. И така да нема назад. Тоа е. Кажи колку такмици имаш изиграни? Дали имаш броја? Ау, не. Прилика не. Па не знам, еве, 30 се сигурно, ако не е повеќе. Да. На 30 такмици, дали имаш повреда? Не знам што да прашувам. Рагбито важи за еден од најдобрите спортови. Условно кажано. Не се слагам тука со тебе. Затоа реков условно кажано. Затоа ме интересира да им кажеме на гледачите
Од 30 утакмици, колку сериозни повреди си имал? Не можам да кажам дека имало сериозна повреда, бидејќи немало. Сега тренизите и самата тактика на играње е сведена на минимум, значи да нема ни еден повреден. Како да примиш удар, како да зададеш удар, милиона народски кажано, си се пазиме. Така да немало, стварно немало. Има гремнатинки, има крвче, има такви работи, ама тоа е стварно сведено на минимум. Све самиот спорт е базиран на респект, така да никој не гледа туте пак, буквално туку гледа да те заштити. Ако е противник. Секогаш кога ја го објаснувам спортот, ти ми кажа, виде се тепаш таму на средина. Самиот текол кога го правиш, ти знаеш како да направиш. Од една страна идеш безбедно на противникот, не сакаш да го повредиш, Точно, и си во иста ситуација. Не е поентата да повредиш, поентата е да поентираш. Далеко од повреда. Кажи ми дали имаш некаква случка на терен? Па лоша Нешто што го паметиш онака као најголем кикс што си го направил. Па, да, имам грешки направено, не знам, да подадам напред каде што не треба. Такви некои работи што не коштале поем. Што не е кул, дали еднаш дури имам изгубено ради тој потек. Ама генерално лошка ми тоа случка стварно немам. Ме нервира неправда, стварно ме нервира неправда, да. Нели, како и секој играч, како и секој балкански играч, кога не иде по моје се нервирам, нели ја имам замислено дека тага треба да се игра и ако е контра нели е проблем. А верувам дека кај сите е така. Така да мој фокус е на убавите работи. Значи на ефортот, на пријателството, на респектот, на трето полувреме најбитно што е за мене, значи дружбата ми е на прво место па. Кога го спомна тоа трето полувреме, знаеш не спремам концепт на прашање, а веќе кога го спомна, дај да им објасниме што значи трето полувреме. Трето полувреме, времето после Прво, второ полувреме, објасни што е. Прво полувреме, второ полувреме, второ да се игра, да 40 минути се игра, 15 на 15, 10 на 10, зависи или 7 на 7. 7 на 7 утакмиците се скратени, но генерално е 40 минути едно полувреме, 10 минути пауза, едно полувреме, трето полувреме, што знае да трае, да, многу време, траело цела ноќ. Да, не многу стување околу условите како траеше ово. Мислам дека и ти беше пагаш. Да, супер беше, победивме таа утакмица. Стварно беше добро искуство. Се прогласува man of the match, се гледа кој што направил. Дружбата е буквално на највисоко ниво и со противниците, со тренерите, со судиите, значи тоа беше нема дресови, нема функција, едноставно сите сме другари. Така, мене тоа ми е најбитно, значи, мимо резултатот, битно е третото полувреме да биде на најпознат. Кои ти се следни планови во врска со рагби? Се работи на еден нов проект, не смеам да откријам, ама во финална фаза, значи теренот се спрема, све ќе биде многу јако, све ќе биде многу добро. Ќе кажам, ќе откријам една тајна, тој ќе биде прв и единствен терен соодветен за рагби. Да. Значи со сите димензии, со рагби голови, со совлекувални време за нов проект. Така да на исти принцип, за разлика од овие што нешто пробуваат некоја си лига да намета, не е типично за нас, па сме го играли, ниту го познаеме како тако. Ќе се задржиме на унијата, онаа што добро ја знаеме, каде што фактички рагбито е базирано на баш респект. Океј, ја припаѓам нели да се шири рагбито без разлика дали е унион или лиг. Се додека рагбито е на прво место. Тоа е. Да. Ампарите доаѓаат на второ. Еве, кога ќе си ги сменат местата, тука више настанува проблем бар за мене. Нели затоа и одиме напред, затоа ги тргаме таквите случаи. После првиот бургер, кој што беше многу добар, мора да признаеме, доаѓа на ред вториот бургер или кранчи бургер. Не искоментирав, али помфритов им е врв. Слажам се. Помфритот е врв. Се останува да пробаме нешто пилешко. Да видиме како се сноѓа туто ел. Баже пак имаш чест да го поделиш на две. Многу поелегантни рачиња имаш, знаеш. Составот ми се свиѓа.
Реци. Да. Или дигин. Кранчи пилешко месо има, марула, кранчи салата, зелка морков, суво грозе, мајонез. Ова ми се свија со тоа. Корнишони, именка шкала, свит чили сос. Добар е. Добар е аперитив. Пилешкото е прилично сочно. Тоа ме интересира, знаеш, она... Да, за мој вкус, да, салатата е вишак. Ама генерално стварно е добар. Јас сепак би се држал до јунишкиот. Мада и ово поминува. А ја повредам да. Значи, сега до вкус. Да. Затоа ги си дојдете до Brothers и ги си најдете се поважно. Оставав на салата, прави да е интересно. Чувала Грузија, ми дава некој лак шмек. И го прави интересен. Мене е многу, сега не знам Ваков, кој сака нели да експериментира со вкусот, али ова е окей. ваков тип на бургер и прв пат јадам. Така да, ја се држам до оно што е проверено. Да. Без кавичкам, тешкавача, сланинче. Сочно такви работи. Ама ово изненадува, дефинитивно. Јас знам. Кажи им на другиот колку често јадеш бургер. Ја мислам дека ако кажам нема да ме веруваат. Секој ден по два. Сигурно. Да. Секој ден по два. Тоа не е некој ритуал со колегата од работа. Сами си ги правиме, секој ден се ставаме некој нов детај. Аце го знаеш? Секој ден буквално имаме различен бургер. На Аце, поздрав да Аце. Да, Аце, да. Да без месара, Димов Водрачево. Така да. Фри реклама. И реклама, да. Искористивме 9 минути. Така да. Стварно е една од моите омилени храни. Бургер дефинитивно. А сега тој баш е првиот што ги оценува. Така да. The Brothers стварно треба да се држат. Имаат сериозен. Ајде види, мене ми ветува многу, сум врхнер. Релативно, овие концепти на бургери не се нешто познати кај нас. Не знам зашто. Избегаваат да ги прават и играат на сигурно нашиве готвачи, но момците стварно го имаат пробиено системот. Момците знаат што сакаат. Да. Тоа ми се Си свија. знаат што прават. Ништо. Останува ние да уживаме у јадењава и се гледаме после со пицата. И на крај останува најбавото за мене, пицата. Со нас имаме чест да биде и Филип, тој е еден од The Brothers, еден од браќата. Така и дојде до самиот назив на името The Brothers. Едноставно функционира цел живот во браќа и така продолживме и бизнес. Колку време трае оваа приказна? Оваа приказна за мене трае од кога сум роден, а у сама работа и све веќе 16-та година, а еве веќе на 5 мај ден, Великден, правиме година дена со нашиот пицерија дека. Да, фала ти многу. Искрено. Имаме што Види се. гледате, што не почестите со вашето учество кај нас. Поголема чест ни да јадеме нешто добро. Гледаме да сме малце автентични, да не е нешто што го има на пазарот, да избегнеме малце од таа бариера што имаме во Македонија да се копираме едни со други. Баш тоа е ми беше следно прашање. Не често се гледа пица со митболс. Од каде идејата? Идејата наискрено да се правиме ова, сите знаеме, сите крадеме од Италија. Не можеме никој да правиме дека ние нешто можеме да направиме нешто, зашто знаеме кај потекнува пицата. Така да италијаните се за нас мајстори за тоа, кога што не може некој нашата кујна да ја краде, така да ние пробуваме нешто да правиме од италијанците, така да идејата ни од таму. Искрено модифицирав на свој начин, едноставно доден од нашиот брадер сос преку незе, свеж кромит, сув томат, митболс, така да тоа е едноставно е спој на нешто, ајде да речеме плагијат или украдено, не е украдено зашто е измодифицирано целата работа кај нас. Тоа е Баш сакав да биде следно прашање. Менуто си го правите сами, тие братки. да. И за тоа е специфично и за тоа е некојдневно.
нели од тоа што можев јас да видам у менито и Бажа сигурно ќе се согласи. Имате меню што реално не секој фастфуд го има. И не секој може да земе си го направи. Затоа што игра со вкусови. Не секој може да ја погоди, а вие ја правите совршено. Кај го имаш тоа искуство, тоа сакам. Не сакам, извини се што да прекинем, не сакам никога да наградам, но сепак гастрономијата е наука, да се разберем. Така да доста време поминато надвор од Македонија, доста време поминато 7 години надвор од Македонија работено, дали шеф на кујна, дали кувар, дали помошник на самиот почеток. Едноставно сакав и самиот малце да направам едно поголемо искуство пред да отворам нешто свое. Зашто? Зашто пробав да крадам од сите кујни и да го спојам нешто што го нема кај нас. Плюс тоа што ги менуваме на секој 6 месеци, сега ќе вадиме пролетно мени, имавме есенско мени, углобалани се на 6 месеци пролетно есенско мени. Пролетното мени ни беше кога отворивме на самиот почеток, на него се базиравме негде като септември, октомври, каде што извадивме божитно со самиот стил на мените сменето, така да и гледаме да вадиме нови работи, тие што не ни се трошат толку работи, зашто да не се лажеме, не е се едноставно и не е се како што се троши. Така да ги менуваме, вадиме, додаваме, ставаме нови работи, тоа што мислиме дека нема да ни се троши го тргаме на страна за понатака. Едноставно така треба да функционира. Тоа е патот до успехот. Да. Кога ти се прилагодуваш кон ушредијата, кон клиентот, ама истовремено се задржуваш самиот себе си. Зашто? Затоа што секогаш правиш нешто свое што реално е многу што Искрено сум си ветил сам на себе, заедно со брат ми сме си ветиле дека нема да работиме по уште работа. Не сакам да навлагам у темите што како понатака, едноставно работиме како што ние мислиме дека треба. А на самата, да речеме, клиенти, луѓе што ја конзумираат храната, ќе препознаат дека е тоа нешто автентично и нешто друго од тоа што го има моментално на пазарот. Кои ви се некои идни што планирате Идните дали ќе план- се шири? Па да, дали ќе биде The Brothers 2.0 или ќе биде сосема под нов назив, не знаеме ние самите у кој правец се движиме, моментално работиме на тоа, бараме персонал, бараме луѓе, нешто сакаме да направиме да не биде класичен фастфуд, туку да се базираме на фастфуд, ама со моментот на седење и на уживање на храната. Ние грешно го имаме свадено фастфуд. Називот на преводот фастфуд не значи истото што и е храната. Да. Така да не е нешто на брзина само како да се изеде, туку можеш и да уживаш во фастфудот. Тоа е момент. Така да не се уште не знаеме точно што, ама во наредната година дена 100% ќе имаме нов проект на кој што работиме уште од сега. Се надевам ќе биде некој викање. Обавезно. Спомна барате персонал. Да, моментално Така бараме да, потреба за апел до персонал сите сме. Кој сака да работи, нека се обрати кај Филип, нека дојде од The Brothers и да ужива во работата. Пред се гледам како работите, веќе колку и да сум тука саат време на саати, цело време пратев како работите. Јас имам работена во кујна, поминува време во кујна во Белгија. Следат моментот на работа, не секаде го гледаш тој момент на уживање. Знаеш, начинот на кој што работите, вашата комуникација, вие сепак сте браќа и ви е полесно. Ама знаеш како? Али се тоа допринесе до мене начинот да ми биде поубаво, да ми биде посладко. Самиот принцип, вашиот пристап кон храната и кон приготовката. Едноставно или работиш и уживаш во тоа што го работиш, или нема ни да почнеш да го работиш. Сум така воспитан од страна на татко ми, мајка ми, родителите, значи или фати се за работата и изработи тоа што треба, или нема ни да почнеш да ја работиш. Тоа како се снаоѓаме и све друго, тоа е искуство да си го прави своето, начинот на работа, позиционирањето на самата кујна, функционирањето на ланецот, како што се разбира во фастфуд се знае, 20-25 минути нарачката мора да е кај Подршуваш. да. Боже, сакаш нешто да прашаш, Филип, интересира те од Видов буквално се што гастрономски дел? не, па се разбирам, ги разбирам обидите затоа што јас сум во сличен бизнис, во подготовка на месо и обработка на истото, така да точно знам што сега да кажем. Јасно ми е, буквално во нашата месара се залагаме да ги има тие моменти што не се типични кај нас, како например ја го имам видено со својче, влегуваме во месарница, влегува паралелно дечко со нас и му вика на месарот дали имате риба и стек. И му вика не држиме такво нешто. Добро вика дали имате baby ribs? И он исто вика не држим. Што не држите, што ги гледам дека вика. Само за емисија ми ги.
Ама не вика, ние немаме таков артикул. Ама го гледам. Тоа е просто како да му речам дај ми два бургера, ама ние немаме бургер, ама ги гледам таму. Така. Ама чизбургер сакам. Ама немаме ние такво, не го работи. Мислам многу пациентски да не е срамота да не знаеш, срамота е да не прашаш, да се правиш дека знаеш. А кај нас тоа, нели, егото малце поише на билдано, поише направено на лошо ниво. Така да се славам со него дефинитивно дека на исхраната, на гастрономијата во Македонија не треба да шамата. Да дигне нагоре. Ништо, The Brothers ми дадоа тешка задача реално. Тебе детечка мене ми е супер. Да, тешка ми е мене зашто имам мисле 4 однесте беше треба да отидеме. Ама ова беше оценка што не знам, ајде да не е многу да препреме. Прво по мушко ќе кажат старите, знаеш баш тоа се деси. Како ќе биде до крај, ќе видиме. За бургерите, значи, јас, нели, пак е целата храна стар вкус. Многу збори баш ја морам Да, слободно пробај. Бару мојата глава, храната е ствар вкус. Ја не преферирам пилешко, затоа, нели, го избирам првиот. Тоа е ствар на вкус. Да, ствар вкус е, да. Зависи. Преска што го зборевме, Да. се знае како е, не се знае. Како сакаш така правиш, така јадеш просто. Како сакаш така јадеш, не може се тоа личи се без знае, два. да, се знае основата. Лепче, плескавица го формира бургерот. Е, А да. се останато внатре е моја имагинација, Е, да. фантазија, каде ја мислам дека треба да се пронедам и треба да пробаат Кај нас се е ограничени, само кажуваш имаме 3 плескавици реалноста. и тука застанува маве. Тоа е Не може реалноста, така. ништо повеќе, Више, едноставно бе. така функционира. Како се мога? На здравје нека ти е, јас поставам Ја уживам така да на само. здравје нека ви е на Супер, вас. супер, стварно супер, да, јас сум искрено, кажи, има деп скептик, ама Нешто стане на некој момент. Не е моментот со лук, моментот од митболсот, за тоа што ти кажам дека кога барам да има и лук, и кромидно нешто. Едноставно пошо, Кажем, мора да кај го нас слушам ја момент. кај нас ја прави смесата со работник мој партнер, ама ја прави по наша нарачка како што ние практикуваме и сакаме да функционира кај нас, како што ние имаме замислено. Една работа само липчи едно. круми, тука се станува. Многу е добро, брат. Да, Добро, трачево е. Разбирам. супер, супер. И наdoаѓам уште еден голем проблем кој што ни во стварно опаѓање гастрономијата, за жал е кај тебе тука, ајде да речеме тука можам да се искажам и да кажам што мислам. Луѓе, немојте. Тие што не сте стручни, немојте да пробувате да работите во устатици. Едноставно не се функционира така кога што мислите вие дека може секој да биде кувар, угостител, конобар или било што. Кај разбирам сите, мислите дека се тука парите моментално, но сепак постојат курсеви кои што може да ги посетите. Така да немојте да експериментирате и вие газди, еве јас, немојте да вработувате колку само да шпарате на пари. Дајте го тоа кога ќе сврлите храната, луѓето да гледате дека уживаат, дека се задоволни едноставно. Не оставајте јаве, не мора да се врати, мора да се врати. Клиентот што се врати, тогаш е задоволен. Кој е сосот? Се врфено, знаеш, ја многу сакам лук. Самиот шмек што ми досега дали од кромидот и митболсот што Знаеш викаш. како се спојуваат сите? Да, Тоа и е тоа моментот е што тоа. треба да споиш. Едноставно ете ние работиме со наш чист доматен сос. Не работиме со гото нема да навлегам на Така, 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 нема везе. Работиме со чиста моцарела која еве моментално се наоѓа на пицата. Чисто јунешко месо, продуктите, ајде да кажеме, се уште не е моментот кај нас, ама практикуваме кога е веќе почиња летниот период, пошто ние се наоѓаме во Врдовци и Креоте, Зима, да не ги искористиме нашите продукти што веќе некои од луѓето ги одгледуваат тука. Едноставно здраво, колку може да е здраво, ама гледаме да идеме на нешто што е природна база, ништо повеќе. Тоа е тоа. Кој ќе јади слободно, не се срами. Луѓе, знаеш шо, ова е моментот што јас сега на сите ќе им го кажам. Дај ослободете се од тоа да нарачуваме само капри пица. Дај доста е само маргарита, Но луѓе се само плашат. пеперони, ти тегнува Плашат. само стандардни вкусови. Дај пробај Јас нешто. кога нарачувам за дома, пример, еве имам голем проблем. Девојка ми пример алергична на 90% од овие состојки. Не смееш. Постои тоа е многу голем проблем кај нас, што многу малку браќаат внимание. Пример, не постои, малку ни да не постои варијант, не знам, пица без никаков алерген. Не знам дали Знаеш знаеш. како, знаеш кај е проблемот, ја можам да ти покажам, да ќе да прекинам. Многу малку се троши. Лично направени од мене и ќе ти покажам како функционирало надвор, се уште не функционира кај нас.
планот ми е сега, затоа не ни излегувам со тоа меню дека, затоа што не обраќаме внимание на алергени, не обраќаме внимание на луѓето што се стварно алергични, што може да дојде до голем проблем и да не кажам до затвор, до затварање на локали и нешто слично. Едноставно ако вие мрзи да ги пишувате луѓе, постојат сликички. Направите им една мини карта на луѓето позади. Нека секој алерген објаснува секоја слика што е и едноставно приложете ги од страна. Немојте да гревате некој од храната на страна. Стварно е жално. Не, пошто она стварно има мака за овие работи. И кога нарачуваме, односно кога сме излезени, стварно е проблем. Тоа голем. Мене ваму, значи мене дома не ми е проблем, ја ќе спремам, разбираш. Секако си укујна, ама беше надвор немаш избор и буквално сме ограничени на 2-3 места да искочиме и толку. Се имаш и трето, четврто. Не, сега све зависи, све зависи на што е алергична, кои продукти смета. 90% од пицава не изи алергија. Глутен, значи млечни да. масти. И тоа се знаеш како со тек на времето се повлекува едно со друго. Знаеш како, не се ни сами, значи некој ќе рече сега кај го најде, примери ја укујно знаело да ми се деси како помлад. Тебе ајде сега овој кој ќе се. Значи ни самите луѓе не се криви што се алергични на тоа. Што треба они да не функционираат, да не се хранат. Ама јас кога си мезам кашкавалчиња сиренце со раке, тоа ми е фин момент. Абе, ја гледам како ме гледа. Ама и она сака. Сака бре како не ќе. Исто па пример имам друг проблем. Кирка. Освен капри, не бе капри ова со шунка и со печи. Ама тука заставено зашто ние така си ги учиме децата. Не бри давам све да пробај. Не бе тоа. Ама добро, тоа е се уште дете, разбираш, се зависи колку години има. Полека, но се, значи ја сепак кажам, културата иде од дома, за било кој каде. Значи онако те гледа ти јадеш се еднаш вако пице, два пати ќе се осмели да проба, третиот пат ќе ти рече, тато, дај ми ја сега. таа исто да шај Јас за сум нафле. ова сега као си го на фан факт. Фан факт бе ми. Сите, мислам, ти знаеш точно, колку многу уживам у храна, у мрсно, у зачини, у кромеди, у лукови, месо у изобилие. Нема да се верувам, од дома 14 години, а немам јадам месо. Зато ти фали. Затоа не надокнадуваш сега, не е другиот проблем. Да, скоро баш мајка ми ме пуцети на мовето. Ми има наброено, не знам, кебапче, стек и посебно салама и тука застанали сме. Сега, друга прича. Има надеж за нејзне. Не сум некој, не сум дет прегледа, не сум некој. Сакам да седнам, сакам квалитетно да јадам, ама не сум некој пак кажав и преска и доека може нешто уклучи на камерата и сега. За мене храната е потреба. Едноставно така гледам, немојте вие така да ја гледаме. Храната треба да уживате. Мене ми е преку глава 16 сати укујни веќе едноставно уживајте у храната. Ја нарачуваш, ја плаќаш да уживаш, ништо повеќе. Тоа ти е ко спасуваш на базен да не се бања ако ќе си дома. Не можам, едноставно потреба. Седнам да се најдам било што, дај ми да јадам и да станам, тоа е. Не ми е битно да е количински или не знам што, ама сакам да е скоцкано, сакам да е... Најмногу уживам у храна кога сум надвор природа. Било каде. Тоа што сум таков човек што сака по природи, едноставно уживаме у природа. Било каква храна, дали таму ќе спреме, дали од дома, само тогаш сам уживам. Така, немој да сте како мене, уживајте у храна. Немој да... Бидете како мене. Има да чист пример. Као што кажа Филип и Баџа на крај, уживајте у храната, ние уживавме оваа храна денес. Да. Филип, за крај, дали дочекувам пица со ананас оваа година тегелето? Се правиме за клипот. Така да, од мене нема да очекуваш пицу ананас у мене, најискрен ќе бидам се спрема тебе, затоа што сум малце скептик на ананасот на пица. Она е Хавај пица се знае, значи некој не ја измислил туку така пред мене, многу попаметен некој е измислил, ама едноставно не е мој факт. И нема да ја ставам тука за тоа, а за клиенти правиме се попотно. Океј, значи Јави се и има ќе си све. доаѓам тука да си јадам Хавај пица. Ако направиш Ако и вие сакате Хавај пица, ананас јас више барете нема моја на да Филип. А ти пешки ги седиш на гадово. Останува само Баџа да ги дадеш оценките. Оценките се топ, стварно се топ. Искрено бев скептичен, ама стварно ми изненадија момците. Бидејќи го ти викам го работам ова, нели знам точно како треба да биде, ама дефинитивно е Океј, идеме позитивно, услуга од 1 до 5. 5 дефинитивно 5 тука. Вкус? Вкусот е врв. Не се славам со пилешкото, бидејќи не сум фан на пилешко, али тоа не го прави лош бургер, нели? За кој љуби Мене ми е поли. да, пилешко, стварно салатичката не можам да кажам што се имаше унатре, што стварно беше топ.
Осетив свашта нешто, ама На браво. крај останува само да кажеш колку звезди даваш. Колку да дајам, колку да дајам. Па ќе давам 5. Ќе давам 5 затоа што и е малце на страна од пат и све, ама па искуството и квалитетот те пасте буквално. Нема замерка, нема. Ако сте у близина, а и да не сте, бурум, Главата ќе се дека изненадите. сакаш нешто квалитетно, не Да, ти е битно не ти каде. е битно каде е, Тоа да. беше битно. Ништо на вас останува да гледате и The Brothers, да пробате од бургерите, да пробате од пиците и да се уверите тоа што разбориме со баш. Се гледаме на речите. Поздрав.